Како што веќе е познато, вчера на 16.3.2025 година Македонија ја задеси ужасна трагедија во која животот го загубија 59 луѓе, а повредени се 162 лица. Околу 2:30 часот во Кочани во дискотеката Пулс од употреба на пиротехнички средства, прскалки, настанал пожар. По превземени мерки во 4:45 часот пожарот е локализиран, а според проценката во дискотеката имало околу 500 лица на претходно продадени 250 карти до согласно информациите кои што ги имаме досега утврдено. На 16.3. по дознавање на настанот од страна на сите надлежни организацијски единици е формиран оперативен штаб. За настанот се ангажирани сите надлежни организацијски единици на Министерството за внатрешни работи и на терен се превземаа мерки и активности за кои што јавноста добро е запознаена. Направена е координација со Министерството за здравство, Центарот за управување со кризи, јавното обвинителство и сите други надлежни институции. Увидот го изврши и се уште го врши тим од јавни обвинители, оддел за форензички испитувања од Министерството за внатрешни работи асистираше, а беа вклучени и други надлежни институции. После 17 часот во текот на вчерашниот ден се започна со транспорт на телата на починатите до Институтот за судска медицина за обдукција, согласно информациите кои што ги имам досега извршена обдукција на 15 лица. Во критична состојба, согласно информациите кои што ги имам добиено, се вкупно 45 лица. Истите се транспортираат во странство во соодветни здравствени установи и владата прави напори да максимално овозможи услови за нивно соодветно згрижување и лекување. Огромна благодарност до сите меѓународни пријатели кои што преку ЕУ механизмот се понудија да помогнат и ги ставија на располагање своите капацитети на Македонија. Од она кое што го имаме утврдено досега, ќе пробам да добавам конкретни факти во јавноста кои што ги имаме утврдено од досегашните действија кои што се превземени во соработка со секако надлежните јавни обвинители. Од извршен разговор со член на групата ДНК, утврдено е дека пиротехничките средства, прскалки во дискотеката, ги донел бендот. За жал, лицето кое што било задолжено за нивна употреба е починато. Распишаната централна потерница за оние 4 лица ви информирав и во текот на вчерашниот ден дека е повлечена затоа што истите се обезбедени. Во полициска станица на подрачје на СВР Скопје и СВР Тетово се приведени вкупно 5 лица, со кои се обавуваат разговори од страна на полициски службеници, меѓу кои е и еден поранешен министр. Во 17 часот од страна на јавен обвинител издадени се наредби за претреси во дом и службени простории на 2 лица, службеници во Министерството за економија. При извршени претреси одземени се техничка опрема, документација, оружје, муниција и така натаму. По превземените мерки, утврдено е дека правното лице нема лиценца за работа. Она кое што и во текот на вчерашниот ден го образлагав. Издавањето на лиценца е под надлежност на Министерството за економија и од извршениот увид во официјалниот регистар правното лице нема издадено важечка лиценца. Собственикот при контрола приложил фалсификувана лиценца издадена на 13.3.2024 година. На 17.3.2025 година по наредба јавен обвинител ќе се врши претрес во дом и патничко возило на собственик на дискотека и во службени простории на книговодствено биро кај одговорното лице. Во текот на вчерашниот ден се приведени 13 лица во полициска станица во СВР Штип. Приведен е неформален собственик на дискотека,
продавачот на влезници, 4 лица од обезбедување, управител на агенција за обезбедување на подружница, собственик на објектна дискотека, 3 лица од државен пазарен инспекторат, 1 лице од трудов инспекторат и уште едно лице кое што било поврзано со настан. По превземени мерки на 11 лица им одреден притвор во трајање од 48 часа по член 29ДА, тоа е тешки дела против општата сигурност, во врска со член 288 предизвикување на општа опасност. Во врска со пиротехничките средства кои се користеле во дискотеката, по завршување на увидот и форензичката анализа, ќе биде доставен извештај до јавното обвинителство и потоа тој ќе достави барање до Министерството за утврдување на категорија на истите, пошто дополнително ќе се утврди дали е потребно истите да поседуваат соодветен сертификат за употреба на средствата. Од извршениот увид во текот на вчерашниот ден констатирани се низа неправилности во рамки на објектот кој што бил користен како дискотека, кој што ги напомена јавниот обвинител и во текот на вчерашната вечер. Дискотеката не само што немала соодветна лиценца, туку работела во објект чија намена е лесна индустрија, а не угостителство. Прекршени се повеќе стандарди кои се косат со правилата за противпожарна заштита. За цел клуб имало само 2 ПП апарати. Немало излезни врати за евакуација. Противзаконски биле користени пиротехничките средства. Концертот кој што бил одржан, народски кажано бил одржан на диво, бидејќи немало договор помеѓу организаторот и изведувачите. Во текот на вчерашниот ден беа поставувани одредени прашања кои што ценам дека е потребно да се одговорат за јавноста за да ги расветлиме оние шпекулации кои беа наметнувани од страна на некои, по мене кажано, најблаго недобронамерници. Во однос на тоа дали Министерството за внатрешни работи требало да го обезбедува надвор настан, Министерството за внатрешни работи не било известено од страна на нито од страна на организаторите, нито од било кој друг дека таков настан ќе се одржува. И Министерството за внатрешни работи нема обврска да врши постојано обезбедување пред секој угостителски објект, ноќен клуб, во конкретниот случај од страна на организаторот на настанот. Веќе ви кажав дека таква информација до Министерството за внатрешни работи не е доставена. Согласно закон се пропишани услови како треба да биде обезбедуван ваков настан, треба да има соодветно обезбедување од страна на соодветна агенција и така натаму и така натаму. Министерството за внатрешни работи исто така беше повикано од аспект на присуството на полициските службеници кои што биле внатре во дискотеката. Затоа што нели се работело за поголем настан, па имаше прашање дали морало да има полиција или не морало да има полиција. Повторно ќе одговорам дека Министерството за внатрешни работи нема обврска да врши постојано обезбедување во секој угостителски објект, ноќен клуб. Истото се врши по писмено известување, односно барање од страна на организатор, кое што напоменав дека не е доставено до Министерството за внатрешни работи. И уште еднаш сакам да истакнам дека да, вечерта е вршена контрола согласно акцијски план. Полициските службеници кои што влегле да вршат контрола во делот на недозволена трговија со дрога и присуство на малолетници во локалот, врегле неколку минути пред да настане оваа ужасна трагедија, односно пред да започне пожарот. И полицискиот службеник кој што беше обвинет практично
дека требало да го прекине настанот е оној кој што полиски службеник влегувал и излегувал во објектот, односно загинал затоа што се обидувал цело време да помогне на лицата кои што биле во објектот да ги изнесе од објектот. Другите полиски службеници кои што во тој момент вршеле контрола биле многу поблиску до излезот, истите по настанување на пожарот при констатирање во целиот тој хаос за среќа се преживеани. Во однос на тоа дали требало да организаторот да добие дозвола за настан од ваков обем, Министерството за внатрешни работи не дава одобрение за одржување на настани од било каков карактер, поголем или помал обем, туку само ја следи состојбата и презема активности за одржување на повален ред и мир доколку настанот не е пријавен во надлежна полициска станица. Во однос на оние прашања кои што беа во делот на пиротехнички средства, дали Министерството требало да издаде одредени дозволи, какви дозволи и така натаму. Согласно законските прописи, бројот на факлите, односно количината на пиротехнички средства, целта на палење на ракети и приредување на огномет, факелијада или слични приредби мора да се пријават во СВР, на чие подрачје ќе се одржи. Во пријавата се наведува место, време, број, количини и така натаму. Пријава до Министерството нема. Како што веќе кажавме, во врска со пиротехничките средства кои што се користеле во дискотеката, по завршување на увидот и форензичката анализа, ќе биде доставен извештај до јавното обвинителство и потоа ќе се спроведат сите останати процедури кои што се поврзани со утврдување на фактичка состојба. За жал, како и многу други работи во оваа држава, оваа проблематика е регулирана со стар закон уште од поранешна СФР и ниедна власт до сега не видела потреба од носење на нов закон кој што согласно директива на ЕУ од 2013 година ќе треба да се донесе до крајот на оваа година. Во однос на работното време, кое што исто така беше истакнувано како проблем во текот на вчерашниот ден, односно обвинувањата дали смеело да работи после 1 часот или не смеело да работи после 1 часот, зошто не сме ја затвориле како министерство. Би сакал да истакнам дека согласно законска регулатива за таков тип на ноќни барови, кавереа, истите можат да работат согласно законот 20 до 04 часот во деновите петок и сабота и спроти празнични денови и не е потребна никаква посебна дозвола за истото. Тоа е согласно закон. Сега, во текот на денешниот ден, нема да застанеме со процесни действија, односно, констатиравме дека системот во Македонија е корумпиран на тоа ниво, што слободно можеме да кажеме дека имаме катастрофална состојба во делот на постапување на огромен број на институции кои што согласно закон требало да ги следат сите процеси поврзани со ставање во функција на дискотеката, контрола на истата, особено во делот на сето она кое што поврзано со настанување на пожар и потребни предуслови за ставање во функција на еден објект согласно закон и согласно нормални услови за функционирање. Поради што и во текот на денешниот ден ќе има доста голем број на лица кои што ќе бидат приведени од различен број од различни институции, вклучувајќи ги тука и Министерството за внатрешни работи, и други институции, да не
во овој момент да не ги споделуваме тие информации со јавноста. Во текот на денот ќе следите, ќе биде информирана јавноста. Накратко, имавме со Вајле еден координативен состанок со сите надлежни институции поврзани со издавање на дозволата, со издавање на сите оние потребни проекти и така натаму и така натаму. Слободно можем да заклучам дека Македонија нема систем, во рамки на кој што систем ќе бидат утврдени правила на игра кои што би биле нормални за да превенираат еден ваков ужасен немил настан. Односно, со изјава заверена на нотар од страна на правно лице, управител на правно лице и така натаму, и с подготовка на одредени документи, има системски слабости кои што не вршат правилна и потребна контрола за да се создадат потребни предуслови за функционирање на нормални објекти. Особено од овој тип. Поради што, не само во однос на конкретниот случај, туку и во однос на сите останати дискотеки, ноќни клубови, кабареа, кои што функционираат во Македонија, во наредниот период ќе бидат спроведени по заклучокот на владата темелни инспекцијски контроли, кои што ќе треба да ги извадат на површина дополнително сите неправилности, незаконитости, системски пропусти кои ги имаме како држава. Корупцијата и криминалот не доведуваат до фаза да ги губиме животите на нашите деца. Или одлучно и системски ќе смениме нешто во оваа држава, или ќе ја немаме. Мораме да покажеме свесност и одлучност во спроведувањето на сите оние постапки кои што треба да се превземат сега. И секој еден, повторувам, секој еден, без оглед на било што, кој што има директна или индиректна вина поврзана со овој кривично правен настан, ќе одговори. Секој еден, поранешен или сегашен. Ви благодарам. Ако имате прашање, говорите. Има оставка од градоначалникот на Кочани, дали тој ќе биде опфатен во истрагата? Градоначалникот на Кочани во текот на вчерашниот ден беше повикан во својство соодветно и беше извршено со него соодветен разговор од страна на Министерството за внатрешни работи по насока на јавен обвинител. Доколку биде утврдена било каква вина, не само против него, против било кој, ќе се превземат соодветни постапки. Против било кој. Оставката од морални причини, предпоставам дека ќе треба него да го прашате во однос на тоа. Во однос на наша надлежност, ви уверувам дека се што треба да се превземе, ќе биде превземено. Мислам дека сме кај пиротехнички средства. Се гледа дека на социјални мрежи, секаде на секоја организација, речиси свадби, ночни клубови, сите почнуваат да нудат такви средства на пиротехнички. Дали имавте некоја вонредна контрола или некоја казна до сега, знаејќи дека овие доведе до човечки живот? 1973 е законот кој што регулира. Нели е срамотата? Имаме неусогласености, во текот на денешниот ден бев информиран за неусогласености. Верувајте ми дека алармантна е ситуацијата во која што се наоѓаме во делот на немање на систем. Јас ова го говорам година ден.
Вие сте сведоци медиумите дека јас година дена го говорам ова и година дена со својот тим, со луѓето кои што се овде, со целокупното Министерство за внатрешни работи, секојдневно, макотрпно се бориме да создадеме систем. Година дена, што и да чепнеме, верувајте ми, што и да чепнеме, каде и да копнеме, е труло. Не треба да ви ги кажувам сега сите оние акции кои што ги спроведовме во изминатиот период. Од улични криминални банди, преку највисоки функционери во делот на министри и така натаму, сите кривични постапки што ги отворив. Што и да чепнеме, е труло. Македонија нема систем. Корупција и криминал го уништија системот. Мораме радикални чекори да превземеме во насока на нормализирање на оваа држава, ако сакаме да ја. Го правиме тоа. Го правиме тоа. Се ќе направиме што е потребно за да нормализираме држава. Може ли еден по еден само ево тука да почнеме, па ќе одговориме на сите прашања. Поверете. Сега тука не се работи за обичаен инвеститорски објект, што се работи за објект каде што имало 500 лица, каде што се работи за мал град Почани. Мислам дека тој објект не треба да биде од тие секој инвеститорски објект. Видете, мораме да говориме во делот на законски овластување и во делот на она кое што е законска обврска за превземање на било која институција. Дали Министерството за внатрешни работи е надлежно за обезбедување на јавен ред и мир? Да. Дали согласно закон Министерството за внатрешни работи треба да ги обезбедува објектите во Македонија? Не. Не. Така е по закон. И не може да е поинаку. Министерството за внатрешни работи не може да ги обезбедува сите објекти во Македонија. Не може да ги обезбедува. Дали Министерството за внатрешни работи требало да било известено за употреба на пиротехнички средства? Да. Дали било известено? Не. Ова се факти кои што ги говорам. Министре, можете ли да ни кажете како сте вие прв човек на Министерството, ставувајќи оперативни планови преку СВР и ОВР Почани во оваа така наречена дискотека и барајќи недозволено точење на алкохол, потоа дрога, присуство на малолетници, што до сега? Во анализите кои што ги направивме, поврзани со Министерството за внатрешни работи, и уште ги правиме, откривме незаконитости во делот на издавање на соодветни согласности токму за предметната дискотека, за кои што во овој момент се постапува и за кои што во овој момент можем да ви кажем само дека поголем број на лица, значи не едно, не две, поголем број на лица, ќе бидат во текот на денешниот ден и согласно насоки од страна на јавен обвинител, ќе се процесуираат действија. Согласно првичните информации кои што ги имам до сега, она кое што го констатиравме е катастрофално. Односно, во текот на изминатиот период, не можем точно да кажем кога е, избрифиран сум само што пред да почнеме со ова давање на информација, од страна на СВР Штип е дадено мислење соодветно позитивно за да таа дискотека биде ставена во функција во делот на сообраќајни услови и во делот на обезбедени паркинг места, која што од страна на одделот за стратешко планирање и контрола и надзор написмено има информација дека не е согласно закон и дека треба да се приспита. Постапуваме, ќе бидат известени во текот на денот за сите оние чекори кои што ќе ги превземаме. Дали тоа значи дека полициски структури ќе бидат повикани на разпит? Да. И да се надоврзам
Дали може само поред се извинувам? Да се надоврзам на нека. Да се надоврзам Повелете. дали меѓу нив ќе биде началникот на ОВР Почани. Бидејќи не само што тој требал оперативен план за вечерта да има полицијата кога имала акција за време на пожарот и тоа што се дозволило еве да се вршат Секој еден кој што има директна вина или индиректна вина за предметниот кривично правен настан, ви уверувам дека ќе сноси соодветна одговорност. Секој еден кој што има директна или индиректна вина согласно закон. Ние согласно закон. Повелете. Истото важи и за градоначалникот, бидејќи Истото важи за секој еден. А согласно законот за угостителски објекти, он треба да врши евиденција на угостителските објекти во Почани. Значи, ве замолувам, вас како новинари, ве замолувам од срце, многу да внимавате, најдобро намерно ве замолувам, кога ги поставувате прашањата. Најдобро намерно ве замолувам, многу да внимаваме како комуницираме во јавност. Секој од нас, за секој кажан збор овде, ќе има одредена реперкусија во јавност. Затоа ве замолувам, значи кога давате квалификации од типот на зошто после еден часот немало градоначалникот не знам што, а при тоа тие се невистините, имаме манипулативно прашање кое што манипулативно прашање нажалост предизвикува многу шпекулација и негативна енергија во јавноста дополнително. Не велам за вас лично, не велам за ниеден од вас лично, велам ве замолувам да комуницираме максимално коректно со факти во јавност. Ништо друго не велам. Повелете. Повелете. До овој момент што разговараме сега, колку вкупно се осомничени барем и колку се до сега се приведени и се задржани, една рекапитулација до овој момент што Точна бројка не можам да ви дадам сега. Осомничени се во моментот над 22-3 лица. Во овој момент. 11 се во притвор, за останатите по насока на јавен обвинител ќе се постапува во текот на овој ден. И нема да застанеме тука како што ми стои работа. Повиканиот на разговор поранешен министер за економија, дали тој уште е во полициска станица? Да, уште. А министре, еве сте спроведувале оперативни планови. Кога почне СВР штип има работен. Нели има наследено дека објектот е вон сите стандарди, дека нема доволно врати, дека не е обезбеден со БП апарати. Нели виделе вашите полициски службеници дека тоа е толку субстандардно место, а се собира толку народ. Зашто не изреагира? Се што треба да превземеме, ќе превземеме кога действува. Се што треба да превземеме, ќе превземеме кога действува. Повелете. Многу пати поставивте прашање, затоа спрема вас се свртам. Не, истеко вчерашниот. Истеко вчерашниот во овој момент, колку што сум информиран. Одговорив на ова прашање и вчера. Навистина не гледам дека има било кој во Македонија што не би требало да чувствува морална одговорност за ваква работа, особено некој кој што обавувал државна функција во изминативе 30 и повеќе години. Мислам дека минимум доблеси и морал и нормалност ако има кај некој човек треба да чувствува морална одговорност. Министре, ќе се надоврзам на ова, дали коментирите на СВР штип и ОВР почините поднесото? Дозволете да ја водиме истрагата темелно, така што треба да ја водиме. Премногу се обемни доказите. Пак ќе повторам, каде и да копнеме, што и да отвориме, кои конкретни чекори да земеме да ги анализираме од аспект на потребни законски предуслови од било кој аспект, на било која институција. Се е труло.
Се е труло. Исто како што ќе превземеме действија за другите, така ќе превземеме действија и за внатре во МВР. Повелете. Дали е точно дека преден час повеќе имало пријава на бројот 112 за Бучава и за Туско на Молдовец? Не можам да одговорам. Дополнително ќе дадем информација. Не можам да одговорам сега. Министре, последниот оперативен план што се случи у саботата вечер, распоредија полицаец од Пробишти да работи во ОВР Кочани. Дали тоа значи дека вие бевте свесни дека работите во ОВР Кочани не се најдобри и не ставивте локални полицајци да контролираат што се случува таа ноќ на таа забава, туку повлековте полицајци од други средини кои веројатно се поимуни на корупција? Видете, многу пати има пракса во рамки на Министерството за внатрешни работи на одредена територија да постапуваат полициски службеници од друга територија. Така да во тој дел не гледам невообичаеност, а во однос на сите оние индиции кои што постојат и се отворени, ќе превземеме соодветни действија, работиме и јавноста ќе биде информирана. Само уште едно прашање. Ќе повторам, ви се работи за било каков објект. Дали во вашата евиденција која што сте ја правеле овие 2 дена, да речеме, имало некаква контрола во тој објект каде што претходно имало организирано журки и што се утврдено? Затоа што се работи за објект дискотека кој што нели имало капацитет најголем од сите кафуња кои што се почнаа. Значи, ова дискотека, објект, мене ако ме прашате штала, функционирала така 15 години. Со криминал, со корупција, со потплатување, со мито, незаконски, без никакви услови. Никакви. Ви ги прочитав. Ништо не исполнувало од тоа што требало да исполнува. Тоа е прашање. Во најголем дел од она кое што го констатираме како фактичка состојба контроли вршат други институции. Полицијата не било тука никогаш. Во најголем дел од она кое што го вршат како контроли вршат други институции. Во оние услови кои што се утврдени согласно законот од аспект на, ги кажав претходно кои што се. Пак ќе повторам. 15 години работела така. 15 години работела така. 15 години работела така. Се при очи слепи ќе се правиме. При очи ли слепи ќе се правиме? Утврдено е катастрофа, тоа е утврдено. Ужас. Тоа е утврдено. Зошто ништо не се презело до сега? Споменавте, министра, неколку пати дека државата нема систем. Треба ли граѓаните да имаат надеж дека системот ќе функционира во една вака општа порака? Мора да смогнеме сили, да дадеме се од себе си, да направиме се Македонија да биде повторно нормална земја. Сите ние сме свесни дека корупцијата и криминалот ја изеда оваа држава. Мораме да правиме се, ако сакаме нашите деца да останат во оваа држава. Ако се прашувам, јас лично спремен сум се да сторам, што е во рамки на моја надлежност и мои капацитети, заедно со луѓето околу мене, за оваа држава да направиме пристојно и нормално место за живење, а можеме да го направиме тоа. Можеме да го направиме тоа. Најголем дел од нас, сите од македонските граѓани, сакаме да живееме во нормална држава. Но од овие, кои што го цицаат системот секојдневно, поттикнати од лукративни причини најчесто, сме на ова. Се мора да сториме ако сакаме да имаме нормална држава. Јас барем лично, заедно со луѓето мои, сум спремен да сторам се за оваа држава да биде пристојно место за живење. Додека имам сила и додека дишам. Министре, спомнавте приватно обезбедување, дека еден е приведен. Значи имало ангажирано и колку луѓе имате ли сознание? Не, 5 се приведени. 4 обезбедување и 1 управител. Не еден. Да. Има уште едно прашање, извинете. Сега пак ќе се навратам. Да, извинете. Пак ќе се навратам на лиценцата. Факт е дека Министерството за економија е издавано, има други институции кои што
даваат одредена дозвола за постапат на објекти и слично. Дали страгата ќе оди во таа насока? Веќе оди. Веќе оди. Веќе оди, офатени се луѓе од Министерство за внатрешни работи, офатени се луѓе од други институции, од повеќе институции се офатени се, не знам моментално кој е приведен, кој не е, затоа не би сакал да... И од поранешните и од сега. И од поранешните и од сегашните. Зашто еве се чекаше праќање, се чекаше 9 месеци да се случи ова, да не се запрашаат институциите, дека имаме, споменавте во еден дел дека фалсификувана и премиерот спомена дека била фалсификувана лиценцата, дека се утврдило дека била фалсификувана лиценцата, зашто никој не реагирал во него? Значи, македонската јавност мора да биде запознаена со фактот дека оваа држава е оставена во ситуација во која што е оставена после 30 години ваква како што е. Ние не спиевме овие 9 месеци. Вие сте сведоци, новинарите и македонските граѓани се сведоци дека спроведовме еден тон постапки како што никогаш не биле спроведени во минатото. Во една акција откривме и расветливме 8 убиства. Во една акција констатиравме криминал од 6,5 милиони евра, кој што бил спроведуван во едно правно лице во Македонија. Во една акција расветливме и во југоисточна Македонија, во друга акција во Западна Македонија, криминали кои што во минатото не биле ни наум за да се откријат. Го знаете тоа, многу пати сме го зборали. Верувајте ми, ова не е правдање, меѓутоа ова е вистина и е факт. Што и да, кај да копнеме, што и да отвориме, трули работа излегува. Тоа е факт.